Барбарела е нов бенд на македонската сцена, веќе постои скоро една година. Така, што точно е Барбарела? Па, ние всушност се собравме као мој бекап бенд за нешто што ја планирав да го правам, ама сето тоа така добро зазвучи, една енергија се појави, ми стана ме многу поважно тоа да опстои и да трае, отколку да биде нешто као проектче кратко. И затоа на некој начин не ми беше тешко да се откажам од таа идеја за некој свој проект, бидејќи многу повеќе најдов сатисфакција ова што го правиме као заеднички. И така се створи еден бенд кој што после се мислевме како да се вика. Па тргнавме од насловите на песните. Има една песна Барбарела, има една песна Федора, па дали вака така и Федора малце даркерски ми звучеше мене некако, па и на другите. Се одлучивме Барбарела, иако е женско име, значи некој трибют на Джейн Фонда, филмот Барбарела. Тоа е некоја моја фасцинација од детство по тој филм. Музика е музика, значи постои досадна и интересна музика. Значи ја не ги делам музиките на жанрови, на убава, не убава, квалитетна, неквалитетна, или е досадна или интересна за слушање. Се што е за уво добре, онака и за мене добро. Така да ние тргаме од тоа, нас да ни се свиѓа. Има рок основа во сето тоа. Јас природно сум, па и Дарко, па и Јане, така фанк настроени, ама покушаваме тоа да биде дозирано, да превладува некако рокот. Сега ќе видиме понатака, ќе проаѓаат фазите. Ајде да сте долго време на музичката сцена, овие немаше долго време. Зашто? Па активно немаше, пасивно не има цело време. Значи работејќи музика за пејачи, за артисти наши, аранжмани, снимање гитари во студио, принесов видеопродукцијата, исто и аудио, текстови. И не знам, може требаше после она што сме го работеле малце пауза да направиме, да видиме што сакаме народно да работиме. И ова одлично излезе идејата на Принц за бендот. Значи пред се одлична дружба на проба, одлично другарство со сите четворица, а потоа и професионален ангажман, мислам, на свирка, настапи и прајање музика која што сите ја сакаме да ја работиме. Значи тоа е малце поинаков проект, не толку комерцијален, можеби е тоа и предизвикот да го работиме, значи да понудиме малце поинаков стил, не дека нешто измислуваме ние ново, меѓутоа да им даеме до знаење да биде мотив за други бендови музичари да направат нешто да се свири во живо. И така, склоп на многу работи за да се активираме повторно. Али негде настапувате и што е ново албум која може да се очекува? Па албумот е веќе готов, значи песните дури имаме и за 2-3 албуми песни кои се и веќе навежбани, спремни за настапи, чекавме некако спонтано се да си дојде на ред прво спотот да излезе, па полека сега ќе следат и настапи во живо. Пошто тоа ни е целта, не е целта да свириме на плейбек или да скокаме, да рипаме, да отсвириме. Или за повесници. Значи, пред се ги правивме песните на нас да ни се свиѓаат. Сега со високи очекувања од секоја песна. И многу пати ќе почнеме ствар, у некои други околности би била супер ствар. Ама ја осеќаш дека нешто после минута и пол паѓа на адреналин, фрли, дај друго. И неколку ствари не се ја пропадна, ама ги тргнавме на страна. Значи, сакаме она што го свириме да е така адреналинско, да поентира, не да го влечеш 5 минути песна. Денес никој нема време 5 минути да ти ја слуша песната. И албумот толку трае 18 минути. Така го рачунавме, да влезеш у кола, дур си стасал у град да го изслушаш. Пошто луѓето претежно у кола слушаат музика,
се нема време веќе ни за слушање музика. Дури е проблематично и на кој формат и на кој медиум да слушаш и конзумираш музиката. Бидејќи е сето тоа прединамично, порано се знаеше hi-fi систем и пушташ, уживаш. Сега веќе онака пери носи. И тоа се молиш да не ти ја слушнат песната по лаптопови, телефони, така некој кој ќе ми побара нешто да му пуштам или да му дадам песна, никад не му праќам по имейл, пошто знам ќе ја слуша на телефон или на лаптоп. Секојаш му правам CD па да му го дам CD-то, ако има CD плеер се надевам дека ќе ја пушти на нешто асално. Меѓутоа тоа е злото на технологијата. Што ви фали на македонската сцена? Музичка. Ништо не фали. И фали медиумски простор. Затоа што ние да бевме политичари немаше да имате прашање зошто не немало, значи ќе не имаше нон-стоп. Тоа е проблемот. Валја нешто е сега гледам нон-стоп, нели српски шоуа. Валја нешто ќе сватат и нашите медиуми дека шоу е шоу. Не да ги интересира само дневна политика. Значи јас извадив и албуми кои што многу малку знаат дека сум ги извадил албумите и се води као ме немало. Меѓутоа нема каде да дадеш. Значи ќе направи спот, нема на кого да го дадеш. Нема музичка редакција, музички уредници по телевизиите. Ќе идеш, ќе го оставиш на некого и нема ни простор каде да го пуштат. Ни меѓу емисии, ни нешто. И така пропаѓаат работите, затоа некој вакуум се створи медиумски. Значи она што мислам сега субвенции има нели за музиката, што е добро. Сепак тоа не е целосен буџет за одреден проект, ама е помош, сепак. Меѓутоа, главното нешто што е потребно на естрадата, што и фали, е медиумски простор. Луѓето сами ќе работат и ќе имаат стимул, нели. Вака си викаш зошто? Ќе направиш све, ќе снимеш и so what? Ќе направиш промоција, ќе раздадеш 300-500 гратиса цедиња и знаеш дека тука завршува се. Така да само медиумски простор. Се надевам и тоа овој квантитет сега, мислам дека последниве месеци почнува да има повеќе квантитет кој што ќе роди и квалитет, па ќе се почувствува потреба за медиумски простор. Наша главна цел е, значи не е ети па и медиумска застапеност, не, туку да свириме живо, значи било каде. Ние сме спремни на улица да се поставиме и да свириме. Таква ни беше и идејата кога се оформивме. Да идеме по мала, по гаражи, да се договараме со луѓе, може ли кај тебе у гаража, може. И да свириме, значи битно е да се пренесе по раката енергијата на музиката, не да се бара слава преку шоуа со пеење само или имитирање, караоке шоу. Туку малце да се испотиш, рок-н-ролот, а треба мъкнење појачала, без тоа нема рок-н-рол. Значи, мислам дека живата свирка, енергијата што ја дава и динамичкиот микрофон, никогаш не може плейбекот тоа да го постигне. Значи, таа аудио сензација само во живо се доживува. И таа енергија, значи, снимките, ние сме супер задоволни од снимките, меѓутоа, уште во првата секунда која ќе засвириме ствар, во живо, е сосема нешто друго.